Општина Струмица по трет пат ќе бара од Министерството за финансии согласност за задолжување. Станува збор за средства кои ќе бидат наменети за проширување на гасоводната мрежа во градот и населените места. Ова го соопшти првиот човек Зоран Заев кога се носеше буџетот на општината за оваа година. Како што истакна тој, Струмица, која нема никаков долг по никаков основ, ќе сака да се заложи кај кредитори во висина од 43 милиони денари, со цел да се опфатат повеќе физички и правни лица на гасоводната мрежа. Трет обид за задолжување на општина Струмица од 43 милиони денари. Тоа е исклучиво за продолжување на по-заселен интензивитет на инвестиции во гасоводната мрежа во градот и населените места, секако доколку постои барем мала процентуална можност да добиеме позитивно мислење од финанси, согласност од влада за задолжување на преку вакви меки кредити. Се работи исклучиво за изградба на гасоводна мрежа за градот и населените места. Со оглед дека два пати досега општина Струмица не доби согласност од Министерството за финансии за задолжување на овој проект, градоначалникот Заев на последната седница истакна дека не е многу убеден дека државата ќе дозволи овој пат во првата половина на 2016-та. Искрено, нашите очекувања се дека и овој трет пат нема да добиеме согласност, односно најискрено моите очекувања се дека втората половина на 2016 година Влада на Република Македонија конечно ќе даде и на општина Струмица позитивна согласност за задолжување за финансирање на капитални проекти. Односно до првото полугодие не очекувам позитивна согласност од Влада на Република Македонија, односно очекувам втора половина на 2016 година да добиеме позитивна согласност. Гасоводот во Струмица веќе функционира 3 години и на системот се приклучени повеќе домакинства, но индустријски капацитети. Независно дали државата ќе даде согласност, општината и оваа година има планирано средства за проширување на гасоводната мрежа.